MMF предлага да се продолжи работниот век на македонците. Ова е една од препораките на Монетарниот фонд по анализа на економската состојба во државата. Неопходно е зголемување на границата за пензионирање затоа што во Македонија се оди порано во пензија отколку во другите земји во регионот. Треба да се помести границата за одење во пензија, но и да се направат измени на законите кои овозможуваат порано пензионирање. Стои во извештајот на ММФ. Препораките на ММФ доаѓаат во момент кога состојбата во фондот за ПИОМ е загрижувачка, а трансферот на пари од буџетот за покривање на пензиите е се поголем. Колку за илустрација, финансиската дупка во фондот за ПИОМ во 2005 година била 7,7 милијарди денари, а лани таа била за 3 пати поголема и изнесувала 21,2 милијарди денари. Во исто време, пред 20 години со односот беше тројца вработени на еден пензионер, сега тој однос е 1,7 наспроти 1. Зголемувањето на работниот век во Македонија е едно од решенијата кои ги предлагаат и домашните економски експерти. Првото е решение преку зголемување на старосната граница, второто решение преку раст на придонесите и трето решение потенцијално некое хибридно решение каде што ќе ги оптеретиме повеќе можеби одредени сектори кои што имаат не толку физичка работа или помалку оние сектори кои што каде што вработените се физички работници. А што граѓаните мислат за зголемувањето на границата за пензионирање? Ета не е добра затоа со старите ќе тераме да работат, а младите ќе шетат по улиците. За тоа е идејата. Старците не можат многу да живеат. Треба и таа трета доба, значи, да си го преживее, да има некој благодет од таа пензија, а не ако иде он покасно у пензија, малку ќе ја користе. У тај смисол. Али акцент давам што вика младите треба, ако идам ја порано, значи ќе дојде некој, а млади ми свете остае. Од Министерството за труд и социјална политика тврдат дека зголемувањето на границата за пензија засега не е опција. Инаку во моментов жените се пензионираат со наполнети 62 години старост, а мажите со 64.